Почитувани, изразуваме најостра осуда и згрозеност од изјавите на Ковачевски за медиумите кои комплетно можат да се дефинираат како изјави за цензура и закани за сите медиуми во Македонија. Кога Ковачевски му патува порака на медиумите дека повторно ќе квицкаат по подруми е незапаметен атак врз слободата на медиумите. Во продолжение на оваа пресконференција ќе емитуваме и видеоматеријал од дел од нападите на Ковачевски кон медиумите. Што значи кога медиумите ќе се стават на страна на една политичка партија? Исто како што македонска телевизија и другите национални телевизии во најголем број веќе не подсетуваат како изгледа 2006 година, така и овие не подсетија. И затоа од тука сакам да им порачам, џабе фатиле страна, пак ке квицкаат по некои подруми. И гледам една национална телевизија, прави анкета, вика ова ништо не е добро. Пази, национална телевизија, ова не било добро. А што било добро, нула да биде. Тоа ви е кога медиумите ќе се стават во функција на една политичка партија. А они самите се продале. Они уште сега се продаваат. Пошто вика биткоин се купува кој е најефтин. И затоа сега таму се трнати. И ова морав да го кажам. Па утре нека се љутат, ќе пушти ЗНМ, ќе му се јават да се извиниме, ќе се извиниме. Во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенси, а има и медиум кој што уредувачка политика повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација. Siguris armijsbeta shqiptarëve, po duart rokisin. Alfa, Telma, Melma, Çajon, këto, Alfa. Имено, дозволете ми сега да прочитам изворно од изјавите на Ковачевски и дозволете пред да го направам истото, како политичка партија, да се извиниме што воопшто мораме да цитираме вакви зборови. Најпрво, на мизерните настани кои ги прави СДС пред избори, Ковачевски рече, цитирам, национални телевизии во најголем број веќе не подсетуваат како изгледа 2006 година, така и овие не подсетија. И затоа од тука сакам да им порачам, џабе фатиле страна, пак ке квицкаат по некои подруми. Завршен цитат. Понатаму, повторно цитирам, тоа ви е кога медиумите ќе се стават во функција на една политичка партија, а они самите се продале. Они уште сега се продаваат, пошто вика биткоин се купува кога е најефтин и затоа сега таму се тргнати и ова мора да го кажам, па утре нека се лутат, ке пушти ЗНМ, ке се јават да се извиниме, ке се извиниме. Завршен цитат. Да подсетиме и на малку постарите изјави кои од позиција на председател на влада, кога Ковачевски го правдаше Ахмети кој нападна две национални телевизии, рече, цитирам, кому му служиме со овие поделби што се прават? Се разбира, непријателите на албанците, тие аплаудираат. Алфа, Телма, Мелма, тоа се тие, кажа тогаш Али Ахмети, на што Ковачевски се надоврза и поддржа. Цитирам, во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенси, а има и медиум чија што уредувачка политика повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација. Завршен цитат Ковачевски. Димитар Ковачевски упатува директни закани кон медиумите и новинарите. Неговите закани се со цел да се заплашат новинарите и да влијае на нивното известување. Воедно, ја повикуваме и делегацијата на Европската Унија, сите меѓународни организации и представници на меѓународната заедница да реагираат на ваквиот чин, затоа што ВМРО-ДПМН вистински се грижи за слободата на изразување, слободата на говор и слободата на медиумите. А ваквите показатели не сакаме да бидат нотирани во идниот извештај на Европската комисија, само затоа што еден неумесен политичар во заминување решил да го руши реномето на Македонија. Ви благодарам. Прашања? Благодарам.